Попадијата што роди црпче. Чита Александар Станојков. Си била една попадија безчеладна. Поминала денеќин пред портата од попадијата, та го викнала и го прашала дали знаете некој лек за да роди челад. Еќе му ти се наватил за билка да ја дајет и челад да родит. И ја дал едно јаболко написано сето со писмо и е рекол да го изеит со попу по наполу и ќе родит челад. Беа го изеле и вистина на 9 месеци родила попадијата наместо дете црпче. Кога го виде црпчето попу и попадијата, беше му паднало малку неарно, ама пак беа рекле тоа што ни даде Господ сполај му, тоа ќе си гледаме и со него ќе се радуваме. Си го гледале црпчето точно 20 години време. Во една света недела беше отишол попо на село да му служи в црква литургија. Црпчето и рекол на попадијата: "Мори моја мајко, јас спремај ми коња Дорија, оти ќе одам кај татко на село на гости. Зер дека сум црпче, ти ќе нигде не ме однесувате на гости?" "Море, немој бре чедо, не оди на гости на конј, оти не можеш да се држиш ти на конјот," му рекла попадијата. "Ти ќе да не паднеш, да секој што ќе те видит ќе ти се смеет и шега ќе ти се биет." "Стани, мајко, спремај конјо со самаро и ич не бери ми гајле, чунки не сум од тие мажи што да не можам на самар да се држам. А ако стреде на самарот ќе седам и нозе во узенги и ќе неам, знаеш или не знаеш?" Видела не видела попадијата, му клала самаро на конјо и го качила пустиот син на самар и го испратила кај попот на село, до под градот го подиспратила. "Ај сега, мајко, врати се," му рекло црпчето, "ти дома, да јас сам ќе знам да си одам на село кај попот." Штом се вратила попадијата и излегло од црпчето едно момче лично како некое сонце беше сјаело од што било убаво. Та кога го разиграло конјот, на 4 страни одвет давало. Кој беше го видел, беше се зачудил на неговото јунество. Кога го игра конјо, го бодење, дури беше го испотил жива вода и беше го уморил и едно приближил до село, си влегло в црпче пак. Отишол кај попот во куќата кај што бил нагости. Кога беше го видел попот црпчето и беше дошло при него, беше се зачудил како беше го нашол патот и како не паднал од коња. А пак беше се почудил како беше го испотил и уморил толку многу коњот. Утрото го качил попот црпчето на коњот и ошле дома и кажал на попадијата и коњот беше го испотило и уморило црпчето многу. Обата туку стојале и се чуделе каква работа ќе биде едно црпче да може да го испоти и умори толкав коњ. "Море, татко и ти, мајко, не чудете се туку дека сум го испотил туку уморил коњот, маш го вјаат, затоа се потит. Туку, ја појди ти, мајко, кај царот да му ја посакаш ќерка му за невеста, оти сакам да се женам јас." Синко, не збори така, зар сакаш да ме загуби царот?" му рекла попадијата. Арно, ама мрда попадијата прај джева. Најпосле отишла кај царот и му ја посакала ќерка му за сина е црпчето. Кога чу царот тој збор, веднаш се налутил и заповедал да му ја пресечат главата и да ја врлат на буниште попадијата, и му ја пресекоа. Ноќта пошло црпчето и му ја настаменило главата, та ја оживеал и си однесол дома и ја прашал: "Мајко, ја кажи ми што ти рече царот, али ќе ми ја дајт, али не ќе ми ја дајт ќерка му?" Море, синко, не прашуј што ми стори мене царот, никому Господ да не му дајт. Едно му реков да ми ја дајт ќерка му и веднаш заповедата ми ја пресекоа главата и ме врлија на буниште. Да сполај му на Бога на правината, пак ме оживе. Уште 2 пати, мајко, ќе одиш да му речеш и на 3-тиот пат ќе ми ја дајт. Вака да знаеш, мајко, и стани, та појди му кај царот.
Отишла попадијата пак и пак царот и пресекол главата. Отишло црпчето и пак ја оживеал мајка си. Третиот пат така се сторило и кога виде царот тоа чудо, немаше веќе што да стори, му ја даде ќерка си и го зеде за домазет. Првата вечер кога бидоа во одајата царја, ќерка и црпчето, излегло момчето од црпка и кога го видела царја ќерка, на чудо останала неговата убајна. О, што момче било, рекла царја ќерка, што стока, што не било црпче, ами тоа било сонце. Еден ден, два поминале, царја ќерка од радост ат не автасувало, ќе излетала од радост. Ја гледале татко и мајка и се чудиле на ошто се радувала. Дали на момче црпче се радувала? Ја чекај, рекла мајка, вечер да ја видам во одеја што прават ќерка ми со црпчето што е толку радосна. Вечерта беше дупнала една дупка во вратата и пошла да гледа. И излегло момчето од црпчето, кога го видело на чудо станало. Бре, ова не било црпче, беше рекла, туку беше било момче како сонце. Веднаш ја турнала царицата вратата и се загнала за да го помилува убавиот зет од црпче излезено. Ах, мори ташто, ах, мори мајко, заошто ме зеде на душа, лели ме виде сега, јас ќе побегнам и ќерката и дури не искините еднорало опенци да не може да ме најди. И веднаш го снемало момчето од одајата, невиден се сторил. Брго мајко, сега направи ми, му рекла царја ќерка на мајка си, еднорало опинци железни, едно стапче и тоа железно, и да одам да го барам до крај земја моето момче што грееше како сонце. Му направила мајка е железни опинци, си зела стапчето в раце и тргнала да го бара. Која оде, дури крај земја. Седнала на едно место да се почини и која видела, беше и се скинале опинците и стапчето беше и се излижало. Господи, белким, овде ќе го најдам момчето, рекла, и да си го земам. Тука имало еден извор со вода. Како гледала по патот што идел одспроти, видела еден јунак кај идел на конј, станала царја ќерката, се зацкрила зад изворот да види кој ќе дојдит. Дошол јунакот до изворот и слегол од конј за да се напиет вода. Кога го видела царја ќерка, низиното момче од црпче што избегало. Како што стоеше момчето просто, туку веднаш царја ќерка беше го грабнала и беше го прегрнала со голема милост и со плачење. Беше се изнашле и беше се здружиле, та беа си дошле дома и уште еднаш не беше влегло момчето во црпчето, ами си живеело отворено како што живееле сите момчиња.